Различните форми на аутизам се се поприсутни помеѓу децата како во земјата, така и во светски рамки, предупредуваат експертите. Но во Северна Македонија нема национален регистар колку е бројката не само на овие деца, туку и со други форми на атипичен развој. Првата епидемиолошка студија за деца со аутизам почнала во 2000 година. Заклучено било дека бројот се движи околу 0,25 на 10.000 живородени деца. Нима растечка стапка од 10 до 17% годишно, вели статистиката. Засега пак науката нема конкретен одговор кои се причините кои доведуваат до такви состојби, иако велат професори, станува збор за мултифакторски проблем. Ни науката се уште го нема дадено прецизниот точниот одговор. Значи постојат повеќе ризик фактори. Изложеноста на мобилните телефони може да биде и се наведува на како една причина, ама гледате, земете и го ова предвид дека новите генерации се генерации кои растат во дигитален свет, ама не се сите аутистични. Таа потсетува и на насоките кои ги дава Американската педиатриска и психолошка асоциација како едни од најреферентните во светот. Тие велат во првите 2 години во период на доенче никако да не се изложуваат децата на електронски уреди. Меѓутоа, ние од пракса знаеме дека тоа баш не е така. После втората година ограничено. Значи со контрола од страна на родителите, че поставување на граници. Додава дека е повеќе од потребно да се делува уште од најмала возраст во изворите на причините за ваквите појави. И самото тоа не става во ситуација да изнаоѓаме начини како како и тие деца да се инклудираат и како нивниот развој на индивидуално ниво да тече непречено. Тоа е нешто што допрва ќе се отвори, јас мислам, како што ќе се зголемува бројот на тие деца и како што тие ќе растат возрастно, значи ќе влегуваат од основно во средно образование, дополнително ќе ни допрва ни предстои како предизвик за решавање. Но експертите се против тотално инклузивно образование и вклучување во редовен образовен процес на сите деца без разлика на нивните можности и потешкоти. Зашто за нас стручњаците е тотално неприфатливо, затоа што не може секој да посетува редовно основно образование, редовно средно образование. Може да додат лесните случаи, тие што може да се вклопат лесно во образовниот систем и каде што им треба и на нив голема помош. Меѓутоа не може тие со умерени, со тешки попречености, со тешки аутистични проблеми. Прво да тргнеме дека секој училиште, секој стручен тим во секој училиште треба да биде екипиран со педагог, психолог, дефектолог. Вие треба прво да го подготвите добро системот, ако направите анализа, да повторувам дека нашите колеги дефектолози би го кажале во кои се држави постои целосна инклузија, ќе биде одговорот на тоа прашање, ќе биде јасно дека ние сме можеби пионери во нешто за кое што не сме ни подготвени. А не сите училишта поседуваат комплетни стручни тимови за таков предизвик, велат тие. Треба да има еден комбиниран модел на инклузивно образование. Инклузивно да, меѓутоа не по секоја цена на штета на децата, на родителите, па и на наставниците кои треба да го реализираат инклузивниот процес. Околу 2000 ученици со посебни образовни потреби досега се вклучени во основното образование, а обезбедени се 820 образовни асистенти кои даваат подршка на околу 820 ученици. Во средните училишта инклузирани се 300 ученици со посебни потреби. Со измените на Законот за средно образование кој е во собраниска процедура, образовната асистенција ќе се обезбеди и во средните училишта. Од Министерството за образование велат дека се залагаат за подигнување на нивото на инклузивност во воспитно-образовниот систем, затоа што секој дете треба да има еднаков пристап до квалитетно образование. Значително била подобрена пристапноста во училишните објекти, набавени биле соодветни наставни и нагледни средства и помагала, со што условите за настава за овие ученици биле подобрени. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.